Ние како советничка група од старт би сакале да кажеме дека не сме апсолутно против никакво демократско право да се изјаснува на референдум на сите граѓани. Меѓутоа сакаме да отвориме на тема дали општина Центар има право да си го припише ГТЦ, затоа што знаеме сите како е граден и пред колку години е граден и на кој начин е изграден самиот трговски центар. Сепак се работи за средства кои што биле по тогашно време од повеќе државни фирми, односно државата стоела позади самата изградба. И сега кога се одлучува за неговиот изглед, да тоа право припадне само на една општина. Значи тој трговски центар е во интерес буквално на целата држава, значи не на градот Скопје, не на самата општина Центар, него буквално на целата држава. И сите знаеме во каква ситуација е, дека е на забот на времето и дека таму буквално нема никаква функционалност. Јас тука навистина ми е жал што денеска не се представници и на Сојузот на собственици, или како е таму наречен, собственици на дуќани, собственици на зградите кои што се склоп на тој трговски центар. Затоа сметам дека доколку се изјаснува за конкретниот објект, за конкретниот случај, дека тоа треба да биде на многу повисоко ниво и на многу пошироко ниво, иако пак ќе кажам дека не сме против никако референдум и ќе поддржуваме секаков референдум кој во иднина ќе биде строго за интересите на жителите и граѓаните на општина Центар. Значи тука имаме објект кој што кажам е во интерес на целата држава и објект кој што треба да го кажат граѓаните на цела држава што и како понатаму со него. Значи немаме против никакво демократско право на граѓаните, меѓутоа сметаме дека треба да биде на многу повисоко ниво. Законот за градење е многу јасен. Член 67а вели: Советот на општината во градот Скопје, го потенцирам ова затоа што општина Центар е таква општина, односно Советот на градот Скопје, ова е битно, со одлука може да ги утврдат изгледот на фасадата на еден или повеќе објекти кои се ставени во употреба, доколку утврдат дека тој е од значај на општината во градот Скопје, односно градот Скопје. За значањето е повеќе од јасно кажано. Она што мене ми израдува и затоа сум денеска помалку изненаден од ова ваша реакција, што истиот ден градоначалникот на град Скопје, колегата Коце Тановски, ја поздрави ова одлука за давање предлог за распишување на референдум во општина Центар со изјавата дека, цитирам, тоа е нивно демократско право. Ако градоначалник на град Скопје, на кој што вие претендирате во однос на законските ингеренции, дава таква изјава, мислам дека тука е повеќе од јасно и тука таа тема треба да ја затвориме. Меѓутоа, некој ќе се праша пред да затвориме оваа тема, зошто оваа тема и овој начин на размислување не бил присутен кога се носели одлуки за Скопје 2014. Ако сакаме пример за тоа како за некои објекти, во овој случај зборуваме за најголемиот буџетски проект во Република Македонија во историјата, тоа е Скопје 2014, тогаш истата логика требало да важи ова што вие денес ке кажувате. Скопје 2014 е граден со средства, со пари на граѓаните од целата држава. Скопје 2014, колку што јас досега имам видено, е само во општина Центар од аспект на споменици, фасади, згради и така натаму. А одлуката за Скопје 2014, како што знаете, има тука и представници, ја носеше во принцип Советот на општина Центар. Така да тогаш требало да се размисли зошто Скопје 2014 е одлука која што се носи на Совет, а не ја носат на референдум граѓаните, ако сакате не само во Центар, туку и во Република Македонија, бидејќи се тоа граѓани, односно средства на сите граѓани во Република Македонија. Убаво кажавте, почитуван колега Термир, дека се борите за пошироко ниво. Пошироко ниво не може да биде 5 члена комисија која што одлучува
за тоа како ќе изгледа ГТЦ. И каде што директорот на таа печена комисија, која што само таа комисија и никој друг треба да му пресуди на ГТЦ, вели, живееме во демократија, секој има право на збор, избор и реакција. Иденото решение изборно најавен и транспарентен начин и не гледам причина за реакции. Впрочем, колку луѓе, толку вкусови. Не може ваква одлука за еден ваков објект да носи печена комисија. Не може ни советот на општина Центар, но советот на општина Центар, градоначалникот, може и мора да биде сервис на граѓаните и да им го возможи она што е неопходно. А тоа е граѓаните да донесат одлука како ќе изгледа ГТЦ. Јас имам свој став, тој е јасен и тој е кажан. Јасен е ставот на коалицијата на која што јас и припаѓам. Ваш став е исто така јасен досега во јавноста. Јасен е ставот и на владата на Република Македонија. Секој ќе најде подржувачи на тој став. Меѓутоа, ние можеме, колку сакаме да ги спротивуваме тие ставови. И се случувало порано, може би и денеска, веројатно и утре. Меѓутоа, тоа се ставови на политичари, на политички партии, на институции. Финалниот став треба да го дадат, финалната одлука ќе ја дадат оние со чии што средства се прави и ГТЦ и така натаму. А тоа се граѓаните на општината Центар. Дали сметате дека само граѓаните на општина Центар треба да се произнесат или треба тоа да биде на пошироко ниво? Ова би сакал да го прашам господин градоначалник. А зошто ќе продолжам со дискусијата? Благодарам. Не може да се размислува на ваква тема, односно може ми и тоа не етички и морално, тогаш кога некому одговара, а истите праша да не се поставуваат тогаш кога не одговараат. Оваа иста дилема мораше да се постави тогаш кога некој одлучил во оваа држава половина милијарди евра да потроши за проектот Скопје 2014. Половина милијарди евра. Иако беше ветено 80 милиони евра. Граѓаните мора да ги прашат. Не на општина Центар, односно не само на општина Центар, туку сите граѓани во Република Македонија. Зошто ние одлучуваме за ГТЦ? Затоа што ГТЦ е на територија на општина Центар. Јас, без разлика на се, на пресконференцијата во ГТЦ, упатив покана до градоначалникот на град Скопје да се приклучи на оваа иницијатива. Еве веќе десетина дена нема одговор. Јасно е зошто е битна општина Центар, јасно е дека сите институции државни или ако сакате најголемиот број на државни институции, друго прашање дали така треба да биде или не, се во општина Центар и ние како советници, како градоначалници мораме да разговараме на оваа тема. Но јас пак ќе се обидам да ја заобиколам овде денеска пред вас политиката, граѓаните нека одлучат како ќе изгледа ГТЦ. Се поставува едно прашање. Кој па на нас ни дава право како 23 советници да распишеме референдум на локално ниво без да ги прашаме граѓаните? Законот за референдум и непосредни облици на одлучување на граѓаните во членот 36 јасно кажал дека во единицата на локална самоуправа референдум на локално ниво се распишува по собствена иницијатива на советот на единицата или по минимум предлог на 20% од граѓаните на општината. Сега да ми кажете дека нашите 23 гласа поšte тежат од 20% граѓани на оваа општина или на градот. И сега да ми кажете дека треба 20 минимум проценти ние да ги заобиколиме и да донесеме каква да одлука, сепак законска ќе биде, членот 36 ни го дава тоа право, неспорно, и ние да донесеме одлука за минимум 20% од граѓаните на општина Центар. Да не правамуваме за градот Скопје. Со која сакате математика удрите, нема проблем, со секој ќе се солжаме дека. Дали ни го дава тоа право, моралот и етиката за која што цело време овдека зборуваме. Дали ние 23 сме повикани таква одлука да донесеме овдека? Или треба да сослушаме, да добиеме предлог? Но има нешто што според мене нема цена. Тоа е демократијата и тоа е референдумското изјаснување на граѓаните. Јас кажав и на пресконференцијата не би требало да чини повеќе, значи некаде помеѓу 2,5 и 3 милиони денари. И кога би кажал колку кошта
чини фасадата на владата на Република Македонија и кога таа би ја мултиплицирал во вкупната површина на ГТЦ, ќе се добие таква фрапантна сума на милиони евра, што оваа дискусија ќе стане апсолутно депласирана. Според мене, мислам дека ако се поддржува референдумот, да се барат милиони изговори да нема референдум, тоа нема да биде поздравено од граѓаните, но секој си носи, се разбира, одговорност за своите дискусии. Јас тука немам право, ниту имам намера да се мешам. Предлагам да, доколку биде прифатено од Советот, чисто апел, а и се чека одлуката, да превршуваме со дискусиите, да се изјаснат советниците, за да, што е најважно, се изјаснат граѓаните.